Почитувани ученици, добре дојдовте во училница, час наменет по предметот македонски јазик, наменет за учениците од 7 оделение. Јас сум Радмила Илиева Стојановска, наставник по македонски јазик во Основното општинско училиште Коле Неделковски во Скопје. Наставна содржина за овој час е следна: глас, буква, фонема и поделба на гласовите, фонетски вежби. Цели за овој час се да утврдите и примените знаења од фонетика од претходното оделение, да ја знаете поделбата на гласовите и согласките, да ги препознавате видовите гласови и самогласките, да го примените стекнатото знаење во фонетските вежби. Да повториме од претходно наученото. Што е тоа фонетика? Дел од науката за јазикот кој ги проучува гласовите. Што забележувате на оваа слика? Кажете го гласно името на предметот што е прикажан. На оваа слика слушаме 5 различни гласови: А, В, И, О, Н. Бидејќи на оваа слика гледаме авион. Секој збор е составен од повеќе гласови. Ваквите делови од зборот се викаат гласови. Што е глас? Глас е најмал и понатаму неделив дел од говорот. Гласовите ги обележуваме со писмените знаци. Писмените знаци со кои ги обележуваме гласовите се викаат букви. Колку букви има во македонската азбука? Гласовниот систем на македонскиот литературен јазик се состои од 31 глас. Во нашата азбука, за секој еден од тие гласови постои посебен знак, односно буква. Што е фонема? Глас, звук, што се користи за разликување на значењата на зборовите. Како се поделени гласовите? Гласовите, буквите во македонскиот јазик се поделени на 2 главни групи, а тоа се самогласки и согласки. Самогласки се А, Е, И, О, У, понекогаш и Р. Самогласките имаат слоготворна функција, односно се носители на слогот. Останатите букви од азбуката се согласки. Сите согласки според звучноста се делат на звучни и беззвучни. Звучни се Б, В, Г, Д, Ѓ, Ж, З, Дз и Дж, додека беззвучни се П, Ф, К, Т, Ќ, Ш, С, Ц, Ч и Х.
Од дадената колона можеме да видиме дека беззвучен парник е фонемата Х. Сонорни се Р, Л, Љ, М, Н, Њ и Ј. Фонетски вежби. Од набројаните гласови составете што повеќе зборови. Препишете ги зборовите во тетрадка, поделете ги на слогови и определете го нивното значење. Пример, зборот мајка. Имаме во овој збор 5 гласа. М, А, Ј, К, А. Поделени по слогови мајка. Значење на зборот мајка е именка женски род еднина. На овој начин можете да вежбате со многу зборови по ваш избор. Порака, сакајте го својот јазик како што ја сакате својата мајка. Ви благодарам на вниманието.